Бесплатниот автобуски превоз во Скопје нема ефект за намалување на загадувањето ако не е редуциран останатиот сообраќај, сметаат од коалицијата Од2 за чист воздух. Мерката, која е дел од интервентниот сет, само еднаш беше активирана на крајот на декември, кога 2 дена поред воздухот во главниот град беше екстремно загаден. Но многу малку граѓани одлучија да го искористат гратисот, а улиците останаа полни со автомобили. Според нас тоа е и трошење на буџетски пари, неосновано и безпотребно, наместо да се искористат тие пари за други сврхи, затоа што која е сврхата да ставите бесплатен јавен превоз, а да не го редуцирате сообраќајот. Например, при истава висина на 2 дена над 200 микрограми на метар кубен на PM10 честичките во Брисел, комплетно, значи, се забранува секаков сообраќај, освен нормално брза помош на итните возила, и има бесплатен јавен превоз тогаш. За да се намали загадувањето, од коалицијата Од2 предлагаат од октомври до крајот на март да има посебен режим за сообраќај, а индустријата и градежништвото овој период да работат со намален капацитет. Граѓаните реагираат зошто 2 дена поред мора да дишат многу загаден воздух за да се активираат донесените интервентни мерки. Од владата пак велат дека го спуштиле прагот на алармирање. Ова е целосно во согласност со европската регулатива. Значи не е нешто кое што ние тука сме го направиле автентично, меѓутоа ова е автохтоно на нашата ситуација со која што се соочуваме како земја. Но од коалицијата Од2 велат дека висината на прагот на алармирање за загадување е различен во секоја држава. И Европската унија нема, според директивната нива, значи нема една вредност која ќе каже прагот на алармирање е тој, така да секоја земја си поставува свој. Најголемиот дел на европските земји прагот на алармирање е многу понизок, 70-50, уствари почнува од 50 некаде, значи како што стапуваат на сила одредени мерки, 70, 80, 100, 150, ние сме меѓу највисоките, има и повисока, значи Полска е повисока. Од Од2 бараат по примерот на временската прогноза, така и за загадувањето, граѓаните неколку дена претходно да бидат предупредувани дека тешко ќе се дише.